Почитувани следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Безбедноста на најфреквентниот пат во земјава, автопатот Тетово-Гостивар, е на многу ниско ниво. Несовесни граѓани ги демолираат корпите за отпад во големиот градски парк во Гостивар. Гоце Јанкуловски е назначен за началник на СВР Тетово. Започнуваме со регионалните вести на телевизија Кисименада. 16.300 возила биле евидентирани лани на автопатот Тетово-Гостивар. Возачите сметаат дека безбедноста на овој пат е на ниско ниво. Експертите пак тврдат дека потребна е постојана ревизија на безбедноста на патиштата, пракса која во земјава се уште не се применува. Автопатот Тетово-Гостивар е еден од најфреквентните патишта во земјава. Според податоците на јавното претпријатие за државни патишта, лани на овој пат биле регистрирани 16.300 возила. Возачите кои се движат по оваа сообраќајница велат дека сообраќајниот метеж е секојдневие, а безбедноста е на многу ниско ниво. Никогаш не е бил безбедно и нема да биде. Брзо се вози. Многу возила има. А како безбеден, без жица, без ништо? Излезе кучиња, излезе на пат, не ти се исплати по закон, се деси нешто, не те плати никој. Нема безбеден тука ништо уште. Не. Зошто не е безбеден? Па не е по стандарди, што треба да биде. А има премногу возила, гужва? Па има. Според единствениот ревизор за безбедност на патиштата во земјава, Елмир Мустафај, тој пат е многу ризичен, бидејќи се вози брзо, а нема ниту добро осветлување. Потребно е да се прави ревизија и на проектното решение за секој пат, како и за безбедноста, вели Мустафај. Да се помнеме од директивата која го донесе Европската комисија, дека треба патот да има, освен ревизија на проектната документација, треба да има ревизија од аспект на безбедноста. Значи од самото идејно решение. Идејно решение, основен проект, изведен проект, пред пуштање во употреба и после пуштање во употреба. Значи, треба да се следи целиот од аспект на безбедноста. Дали фали нешто од првата фаза, значи секоја фаза има посебно што треба да се види. Мустафај додава дека се уште во земјава нема издадено овластување за ревизори за безбедност на патиштата. Тоа се практикува во земји како Хрватска и Словенија, па се очекува таквите директиви од Европската Унија да започнат да се почитуваат и применуваат и кај нас. Тетовци се уште чекаат пробивање на главните булевари и улици во градот за решавање на сообраќајниот метеж. Граѓаните на Тетово со години чекаат пробивање на булеварот Благоја Тоска, што би придонело да се растерети сообраќајот во тој дел од градот. Местото каде што треба да помине овој булевар крај Тетовската болница е претворен во паркинг и е во катастрофална состојба, а жителите бараат конечно решение за сообраќајниот метеж. Две сообраќајници Видоје Смилевски Бато и од центарот се стварно у еден грч. А со пробивање на овој булевар се целосно решава растеретување на метежот во сообраќај во Тетово. Па многу се растерети, како не. Тоа е очевидно дека добро ќе биде, ќе се растерети. Ова се гужва, гледаш како ни место за паркинг, ни за идење, нигде ништо, жабе се. Ова улица одамна требаше да се рестартира, ма не верувам никогаш дека ќе се рестартира. Лош е, сообраќајот е многу лош. Многу е утоварен. Последни години многу коли има и така. Од општина Тетово во писмена форма ни одговорија дека средствата за изградба на булеварот Благоја Тоска се обезбедени и се чека да се заврши експроприацијата на имотите на граѓаните кои се наоѓаат на местото каде треба да поминува овој булевар, за потоа непречено да се започнат подготвителните градежни работи. Со истата цел за регулирање на сообраќајот пред неколку дена започнаа градежните активности за пробивање на булеварот Видоје Смилевски Бато кај спортскиот центар, што според договорите со фирмите кои се задолжени за овој дел, рокот на завршување на истите е 6 месеци.
Тетовската градоначалничка Теута Арифи дополнително информираше дека сообраќајните гужви ќе се расчистат со обиколница, чија изградба е веќе планирана. Ние сакаме да сообраќајот на товарни возила да го минимизираме кон центарот на градот, а меѓу другото барањето на општина Тетово до Министерство за транспорт и врски и до владата на Република Северна Македонија е исто така да се работи на клучката кај Требош, каде што мислиме дека тогаш би можеле да стигнеме до вистинското долгорочно решение за елиминирање на влегување во градот на товарни возила на кои последна цел не има општина Тетово. Пробивање на главните улици во градот ветува и претходните градоначалници на Тетово. Комисијата за транспорт и врски при Демократската партија на албанците на пресконференција излезе со забелешки и предлози за подобрување на јавната инфраструктура во Тетово. Еден од главните проблеми што го отежнува сообраќајот во градот Тетово е нереализираниот проект за булеварот Видој Смилевски Бато, кој општина Тетово го пропагира како инвестиција во пресвет на изборите. Иако и ова инвестиција не е соодветното решение, туку само го дислоцира проблемот на друго место, поконкретно до касарната. Додека главно решение и функционално би било да се продолжи булеварот до селото Порој. Кога станува збор за главните булевари на градот, треба да се спомене дека неконтролирањето на дивоградбите овозможило изградба на згради на сопствените оски на булеварите, како што е булеварот Илинден, што на крајот го спречило нивното навлегување. Истата проблематика се појавува на булеварот Благоја Тоска, што раководството на општина Тетово ветило во скоро до 2 мандата и не реализира ниту 1 метар од булеварот. Несовесни граѓани ги демолираат корпите за отпад во големиот градски парк во Гостивар. Одговорните за одржување на паркот апелираат вандализмот да престане, а како превентивна мерка планираат да постават видеонадзор. Клупите, кантите за отпад и друга урбана опрема во големиот парк во Гостивар честопати се мета на несовесни граѓани. Работниците од јавното предпријатие кои се задолжени за одржување на градското зеленило велат дека наутро наоѓаат искорнети и расфрлени корпи, иако истите се бетонирани и зацврстени со метален држач. Таква била гледката секое утро во претходните неколку дена во горниот дел од паркот што е близу до стадионот. Повеќе корпи за ѓубре биле турнати на земја, а некои и запалени. Од предпријатието велат дека им се нанесуваат големи штети и апелираат вандализмот да престане. Денеска са бајли исто се случи пак демолирање на канти за ѓубрење. Пријавено е во полиција и понатамо сакаме да поставиме камери за да имаме во контрола 20 часа на паркот и апелирам до сите граѓани да бидат повнимателни на јавниот имот, бидејќи тоа на крајно се прави со нашите пари и треба да биде зачувано. Наместо да се чува и ужива во просторот што е уреден како место за релаксација, прошетка и одмор на гостиварци, поединци се однесуваат деструктивно. Инаку со последната акција на предпријатието, во големиот парк беа поставени 42 клупи и до секоја од нив има корпа за отпад. Не случајно на сите граѓани да им биде блиску корпата за фрлење на отпадоци. И во таа смисла размиславме да не се фрлат ѓубрења во зеленило, туку да се има корпа за фрлење и да не ги држат на раце цело време, да имат место кај што треба да ги фрлат. Кој и зошто ги уништува јавните добра, тешко е да се утврди. Одговорните за одржување на паркот се надеваат дека совеста ќе проработи и овој проблем ќе стане минато. Гоце Јанкуловски е назначен за началник на СВР Тетово. Тој доаѓа на местото на Амир Далипи, кој сега е дополнителен заменик началник на СВР Тетово. Со решение на министерот за внатрешни работи Наке Чулев од 16 февруари 2020 година за началник на секторот за внатрешни работи во Тетово е поставен Гоце Јанкуловски. Јанкуловски работел на повеќе работни позиции во СВР Тетово, а на местото началник на Тетовската полиција доаѓа од полициското одделение во Групчин, каде бил заменик командир на одделение и инспектор по превенција.
Јанкуловски доаѓа на местото на Амир Далипи, кој сега е назначен за дополнителен заменик началник на СВР Тетово. Се подобруваат условите за престојни ученици во средношколскиот интернат во Гостивар. Бројката на деца кои се сместуваат во оваа установа расте и достигнува до 180. Во средношколскиот интернат во Гостивар се преземаат мерки и зафати за подобрување на условите за престој на учениците, како и за работните обврски на кадарот. Собите добиваат нов изглед, со нов под, врати, а планирано е реновирање и на тоалетите во собите за девојчињата. Како што гледате, во моментот ни стигнуваат нови врати. Овие се определени за машкиот дел, ќе се сменат сите стари врати и се стават нови, а во период на зимскиот распуст ги сменивме сите врати во женскиот дел. Ги кречевме внатре собите, исто така и hodниците. Ламинат ставивме во сите соби во hodниците. Значи, женскиот дел сме при крај, само ни остана вецињата, тие се надеваме од мај натаму и тие да ги реновираме. И после продолжуваме пак со машкиот дел, со кречење и други работи. Значи, не чекат уште многу работи. Пред да започне школската година, во летниот период беа набавени нови кревети, душеци, бироа и столчиња за сите ученички соби. Реновирани се исто така кујната и холот на зградата. Инвестициите за подобрувањето на условите даваат резултати и бројката на деца кои се сместуваат во гостиварскиот интернат се зголемува. Моментално тука престојуваат околу 180 средношколци. Зголемениот интерес е уште еден плюс за интернатот, со оглед дека финансирањето на оваа установа оди преку Министерството за образование според бројот на деца. Мие у Тето е насловот на документарниот филм кој беше прикажан пред тетовската публика. Представниците од трите верски заедници од Тетово сметаат дека луѓето меѓусебно се почитуваат, иако се од различна етничка и религиска припадност, но како што велат, потребна е нивна поголема соработка и комуникација. Имаме заеднички слави, имам на Бајрам и тие доаѓаат кај нас, ние на кај вас. И во еден позитивна енергија, како во еден мозаик или во една башта има разни свеќиња, сите се свеќи, ние сите сме луѓе, сме Божји дар и затоа треба да се поддржуваме, да се сакаме, да се љубиме. Тоа е моја порака, кратка. Но реално се има малку, така се гледаме и тоа ние сме, верници сме за мир, за љубов, за толеранција. Сега причината према мене се и економските состојби се, сиромаште едно друго, вака работите и можда малку онај рат од 2001 што беше малку и од тука има малку нешто, али би треба тоа да се извади од табу темата, ние треба да живееме заедно. Документарниот филм Мие у Тето го изработи невладината организација Граѓански комуникации. Нашата граѓанска иницијатива прикажување низ филм под наслов Мие у Тето, да го прикажеме со животот помеѓу македонците, албанците, турците и сите останати верски заедници кои што живеат на ова поднебие. Преку кажувањата на верските поглавари, односно поглаварите на македонската, односно на православната заедница, на муслиманската заедница и на бектишката заедница, сите велат дека со животот е само преку камерите. Значи, подобре преку камерите, каде што има некаде званични гостувања, тогаш е најдобро, но сепак ние обичните граѓани, еве и ние, токму како граѓанска иницијатива, можеме да се пофалиме дека со животот постои, затоа што ние овде со сите заедно сме различни етнички заедници кои живеат во овој наш град. Невладината организација Граѓански комуникации претходно организираше настани, каде ги презентираа проблемите со отпадот и сообраќајот во градот. Утре ќе се одиграат првите надпревари од четвртфиналето на машкиот одбојкарски куп на Македонија. Три екипи од Тетово утре ќе го започнат настапот во машкиот одбојкарски куп на Македонија. Тетовските екипи поради пласманот во лигата обезбедија директен пласман помеѓу најдобрите 8 екипи од купот на Македонија. Први на паркетот ќе излезат одбојкарите на Универзитет Тетово, кои утре со почеток во 19 часот ќе го одиграат првиот надпревар против Угада Студент во Штип.
Тетовските одбојкари влегуваат како апсолутни фаворити во овој двомеч. Жребката која беше извршена во Одбојкарската федерација на Македонија одлучи останатите две екипи од Тетово да се сретнат меѓу себе. На првиот надпревар од четвртфиналната фаза кој ќе се одигра утре со почеток во 19 часот и 30 минути. Во спортската сала пред Државниот универзитет во Тетово, екипата на Шкендија ќе и биде домаќин на Лирија од Джеровјане. Со оглед на тоа дека Шкендија не успеа да обезбеди пласман во плејофот на одбојкарското првенство, во продолжение од сезоната шанса ќе добијат помладите одбојкари, а тоа значи дека екипата на Лирија од Джеровјане влегува како изразит фаворит за пласман во полуфиналето на Купот на Македонија. На останатите два надпревари од четвртфиналето на одбојкарскиот куп на Македонија ќе се сретнат Дибра Волеј Џио Струмица и Весна Пробиштип Вардар. Реванш надпреварите ќе се одиграат идната среда. Тоа беше се што подготвивме во најновото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Пријатно!